и покрај тоа што кај нас безбедносната слика и состојба е стабилна, сепак властите дома ја поврзуваат таа со нашата евроинтеграција, но не само со нашата, туку со целиот Западен Балкан. Ова денеска беше посочено на пресконференцијата која што ја одржа претседателката Гордана Силјановска-Давкова заедно со генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Да ја слушнеме изјавата на Давкова, па продолжуваме со дебата во студио. Се уште верувам дека најголема гаранција за мирот и безбедноста на Западен Балкан и за трајна отпорност на влијание од трети сили, тоа му го пренесов и на генералниот секретар, е неговата итна и целосна политичка интеграција во Европската Унија. Очекувам на предстојниот самит на НАТО во 2026 година во Анкара, годинава значи, особено внимание да биде посветено на безбедносната состојба на Западен Балкан со оглед на актуелните настани и предизвици. Со нас во студиото Ивор Ангеловиќ, политиколог. Добро вечер, благодарам што се одзвавте на поканата. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Да започнеме со она што го најавив, изјавата на претседателката, зошто се бара некаково забрзано интегрирање кон Европската Унија и колку тоа од друга страна може да зависи безбедноста на државата или ризиците кои што ги имаме. Подобро, доколку ги поврзуваме членството на Македонија со Европската Унија во однос на ризиците и безбедноста и така натаму, тогаш можеби требаше многу порано да мислиме како да се интегрираме, а не сега да бараме некаква брза трака и решенија. Меѓутоа сметам дека и политичарите во Македонија и ние како општество не научивме една работа, а тоа дека членството во Европската Унија не е финалната цел, тоа не е дестинацијата, тоа е само патување. Така вели во учебниците кога се студира за европски студии, меѓутоа најважниот дел од Европската Унија е всушност реформскиот процес. Тој ни е најпотребен и без разлика дали имаме формално или неформално или никакво членство, нас во оваа држава ни се потребни реформи, бидејќи не е само да влезете во таа унија, не е само да преживеете и безбедноста да биде обезбедена или интеграцијата и сето тоа, потребен е една целокупна реформа од општествена до економска, културна, социјална, речете како сакате едноставно да влеземе во тоа општество спремни. Ние доколку го исполниме тој реформски процес, во таква една состојба и релевантно е дали ќе влеземе во унијата, бидејќи општеството би било многу поздраво, по знаци на навод од она што е сега, здраво за функционирање, за достоинствен живот и така натаму. Така што сметам дека манипулациите, односно таа интеграција прерасна во една манипулативна алатка на секоја една влада во Македонија, да побрзаме, да успориме, да го дадеме имево, да не го дадеме, само се манипулира онака како што ќе дувне ветрот, односно онака како што им одговара на актуелната власт во даден момент. И ќе повторам, најважно од целиот реформскиот процес, а не да влеземе брзо во Европската Унија, бидејќи утре да влеземе во Европската Унија, што ќе ни значи тоа ако не влеземе спремни. Имаме земји кои влегува како преседани во Европската Унија, да не ги именувам, кои ден денес мака мачат и се најсиромашни во таа Европска Унија. Значи самиот влез тоа е еден од нашиот сосед еден таков. Токму така, значи дури некои земји да кажеме и како Грција, би рекол, не ви обезбедува по автоматизам успех и прогрес членството во Европската Унија. Да, тоа е една платформа, една одскочна даска, да нели се вивнете во нешто подобро и подобар живот, но не е гарант. Меѓутоа, реформскиот процес и реформската агенда, кога веќе не можеме сами да зацртаме и исполниме, ни е дадена како копенхагенски критериуми, е нешто што би требало да се фатиме на таа јадица. Ако ништо више ради себе и ради нашиот живот тука, не толку ради Европската Унија. Сега од една страна бараме некакво брзо интегрирање кон Европската Унија, од друга страна секој кој ќе дојде кај нас во официјална посета, еве тоа го направи и Урсула фон дер Лајен, вели дека топката е во нашиот двор. Колку сега сакаме брзо интегрирање, но топката е во нашиот двор, уставните измени не се направени, но сакаме да се интегрираме. Па тука е таа манипулација која велам. Прво и основно, ние колку и да сакаме брзо или споро, Европската Унија нема донесена одлука за проширување. Значи нема се уште формална политичка волја за процесот да се исполни. Па макар не ги исполниле сите услови кои ги бара Европската Унија од нас, и тоа треба на народот јасно и гласно да му се каже.
Тоа е едната работа. Втората работа е дека ние имаме волја, меѓутоа декларативна. Не мислам дека најголемиот проблем е влезот на бугарите и промената во уставот во тој дел, иако е една формална пречка, меѓутоа не сум убеден и сигурен дека политичката елита во Македонија е спремна за вакви промени, бидејќи промените во реформскиот процес би оневозможеле така да се однесуваат политичарите како сега. Да не речам да се краде, да се корумпирани, да се личниот интерес да е над државниот и така натаму, така да тоа е една средина, една атмосфера која не би им одговарала, односно не би се снашле нашите политичари по такви услови. Затоа сметам дека во ваквиот конфор уживаат. Веќе 35 години уживаат во едно статус кво и затоа велам дека само декларативни се тие заложби околу Европската унија и се вртиме околу тие изјави брзо, споро, па сега едноставно јас на тоа гледам како манипулација, не верувам во искреноста на било кој политичар, генерализирам сега ќе се дозволам, меѓутоа не верувам дека искрено сакаат да влеземе во ЕУ, бидејќи сето ова ќе се промени, многу работи нема да бидат, едноставно политичката пракса нема да може да функционира вака како што сега функционира. Може би само така ќе дочекаме тој ресетирање на системот кој што некако секоја влада го најавува да се реализира. Ќе ве навратам на војната во Иран. Албанија може би очекувано зазеде страна против Техеран, бидејќи изминатите години практично се соочува и со голем број на хибридни напади, дури државната телевизија беше неколку дена во прекин поради тие хибридни напади. Прашањето тука дали ние некако избрзавме со заземањето страна на Америка и што тоа значи за нас? Не само ние, јас мислам дека добар дел од светот избрза во тоа. Јас се уште не можам да верувам како обичен граѓанин дека може еден политичар на функција од било која држава, вклучувајќи Македонија, да излезе и да оправдува било каква воена инвазија и агресија. Прво не е човечки. Второ, доколку немате политички мотив за такво нешто, односно доколку немате политичка нужност, не би требало да се истрачувате во тој дел. Сметам дека треба да сме повнимателни, особено како држава која и не е бог знае каков фактор на светската политичка сцена и која би требало да се снајде и да биде внимателна во ова рекомпонирање на светскиот поредок, нели тој мултиполарен свет и сето тоа. Во најмала рака би требало да сме внимателни. Не гледам потреба да се дава таа бланко подршка не само кон САД, кон било која друга држава. И сметам дека во тој дел дипломатскиот вокабулар, дипломатскиот дискурс би требало да биде малку поинаков, малку повнимателен, не толку воздржан колку неодреден, односно да биде, ајде да кажеме, покултурен, што значи тоа, наместо да бирате страна, одберете мир, нели, да не зазимате страна на агресор или страна на жртва и сметам дека едноставно успехот на дипломатијата не е во некаква воена доминација или вие тоа да го подржувате. Успехот е да ги предвидите последиците. Што таа воена агресија во моментов ќе донесе на долг рок. Тука е успехот на дипломатијата и сметам дека на тоа, врз база на тоа треба да се заснуваат и нашите изјави, нашите погледи, оние луѓе кои водат тука дипломатијата и политиката. Така што генерално сметам не само за оваа војна, за било која војна, дали агресијата на Русија врз Украина, дали агресијата на САД врз Иран, САД врз Југославија, Ирак, Ливија и така натаму. Кој да е, не може никогаш да оправдувате агресор, особено ако не сте директно затекнати. Мислам, тоа е нема никаква поента во сето тоа, освен некаква сервилност во политиката за да се наметнете, меѓутоа јас мислам и тоа го оправдувам до некаде како конвенционално оружје и пристап, меѓутоа да бидете децидни и јасни што ќе добиеме. Јас се сомневам дека ние ќе добиеме нешто од целата таа подршка која даваме кон САД, па макар и пред војнава агресија. Ние така практикуваме изминативе неколку месеци или пред да САД го нападне Иран. Како ги коментирате, сведоци сме на новоформирани војни сојузи, од една страна Косово, Албанија, Хрватска, друга страна имаме Србија, Унгарија. Па да, видите, како што споменав, тој некој си нов мултиполарен свет, ако може така да го наречеме, веројатно отвора поле и вакуум за вакви реконфигурации и војни сојузи. Сметам дека и во тој дел би требало да бидеме воздржани, бидејќи не секогаш бирањето на страна ви носи некаков успех, особено ние кои долги години се мачавме да влеземе во НАТО,
дури во момент кога ние влеговме во НАТО, јас не сум убеден дека и мнозинството од народот сакаше да влеземе во НАТО. Истото важи и денес. Се сомневам или во најмал рака сме поделени како народ во тие погледи, но сметам дека треба да изиграме и туку умно, да се повикаме на рационалноста. Членка сме на НАТО и тоа е сосема доволно, не ни требаат некои регионални и локални сојузи, но кога веќе председател свикува Совет за безбедност за ова што се случува во Иран, а сметаме дека не сме директно затекнати, може да сме затекнати токму од формирање на овие сојузи. Тие сојузи нормално не се влизани во некаква војна и агресија и сето тоа, но сега се прават тие предвидувања, тие калкулации дипломатски, за што би било, кога би било, нели? За доколку дојде до некакви немили настани да бидеме спремни. Не знам дали на оваа тема денес разговарале и председателката на државата со Марк Руте, меѓутоа сметам дека во моментов многу поважна е темата за сојузите во соседството, војните сојузи, од што темата војната во Иран. Добро, јавно не беше објавено ниту после завршувањето на седницата на Советот за безбедност, ниту по денешната средба, дали токму овие новоформирани сојузи на некаков начин биле тема на разговори и на двете средби. Ќе ве навратам кон американскиот председател Доналд Трамп и Вашингтон, колку тие успеваат во тоа да го одвратат Иран од нуклеарната програма и какви се поддршки, добиваат поддршка од западните партнери, од земјите, од европските партнери? Видите, една вистина не може да остане скриена или замаглена, а тоа е дека идејата на оваа агресија е сигурно не е да го ослободат иранскиот народ од некакво од режимот кој е факт, дека влада и ги попречува граѓанските слободи во таа држава. Се разбира дека тоа не е, како што не беше во ниту една воена агресија во која требаше така да се инсталира демократија во Иран, во Ирак, во Афганистан, Либија, па ако сакате Југославија, освен Панама, јас не се сеќавам на некоја држава која успел процесот на демократизација со воена интервенција. Она што е факт е дека тука главниот интерес е нафтата, не нафтата како ресурс толку колку воспоставување контрола врз трговијата со нафта и протокот кон Азија, конкретно кон Кина и кон Индија, каде што Иран најмногу извезува, бидејќи како што и Трамп самиот вели, сакавте мултиполарен свет, еве мултиполарен свет во кој ние американците веќе што се вика газиме преку живи и мртви само да дојдеме до нашиот интерес, односно да се позиционираме повторно како лидери во тој некаква и во таа некаква реконфигурација. Така што ултимативната цел е таа. Паралелно на тоа се обезбедува терен за Израел да нема никакви закани кон безбедноста како држава, како најголем партнер на САД и обратно, но не мислам дека целта е да се ослободат тие луѓе, како што не мислам дека истата цел е народот во Венецуела да се ослободи од диктаторот Мадуро. Мадуро е веќе во затвор, меѓутоа демократија, ниту пак некаква иницијатива за демократија не гледаме во Може да се прави паралела помеѓу тие два настани? Па, видете, може да се прави паралела затоа што целта е повторно нафтата. Целта е повторно воспоставување контрола на нафтата. Јас дојдов до некој податок, мислам дека веродостојно тоа е дека 70% од извозот на нафтата во Венецуела оди кон Кина. 40% од извозот на нафтата од Иран оди кон Кина. Така што најголемиот потенцијален противник, ако не и фактички актуелен противник во овој поредок на САД е Кина. И сметам дека за сето ова стои една причина која се вика Кина. За сите овие интервенции, за сите овие екскурзии кои ги прави Доналд Трамп во име на Соединетите Американски држави, стои едно име, а тоа е Кина. Често пати сме сведоци дека Трамп знае да упати остри критики кон Европа поради несогласувањата на одредени теми, иако еве пред ден-два го слушнавме и британскиот премиер Стармер кој што посочи дека дава дозвола да се користат и нивните американците и користат и нивните бази. Како односите со Европа може да влијаат врз конкретно состојбата на Блискиот Исток? Па сметам дека потенцијално една од најголемите жртви на овој конфликт може да биде Европа, Европската унија, пред се во делот на економијата, но некако не толку преќутно, меѓутоа постои едно заедништво, барем во Европската унија кога станува збор за оваа агресија, односно ја
ја охрабруваат и ја поддржуваат. Целата Европска унија ја поддржува оваа воена агресија и го гледаат Иран како некој потенцијален агресор, односно дестабилизатор на Европа, што искрено јас сум голем противник режимот во Иран, но не гледам како и зошто би изгледало тоа. Иран никогаш не најавувал против Европа дека ќе ја загрози безбедноста или дека ќе спречи некаков проток на танкери низ тој ормускиот теснец и така натаму. Искрено гледам на тоа како неоправдана причина да се наметнете на Доналд Трамп и неговата администрација поради другите проблеми кои Европската унија ги има во комуникацијата со САД. Затоа на тоа гледам како една игранка, како една нова динамика на Европската унија да се наметне, односно да се смири топката меѓу нив и Доналд Трамп, можеби за некоја друга цел, можеби за Украина и така натаму, можеби за Гренланд, меѓутоа сметаат дека сега е моментот да се поддржи САД, па подоцна за возврат да се побара некаков политички добит, да кажеме, но не мислам дека е политички основано и оправдано тоа што Европската унија ова го потдржува, бидејќи вие како пазете Европа е лулка на цивилизација, од тука почнува се и се до тоа, не мислам дека треба да оправдувате агресија било каква. Особено ваква, затоа што ова е, како што и самиот Доналд Трамп кажува, една превентивна операција, меѓутоа таа превентивна операција вие институционализирате. Вие сега тој преседан го легитимизирате и сега секоја една друга сила може да се повика на превентива и да нападне за некоја своја цел. Например, Кина во Тајван, ја опредметнувате војната агресија на Русија во Украина. Значи со тоа едноставно ја легитимизирате, како алатка, како институционална алатка превентивната воена агресија кон една земја. Бидејќи да не забравиме, ниту САД, ниту Израел не беа нападнати од Иран, што значи немате основ конвенционален да возвратите. Интересен е можеби моментот да го скоментираме дека и во Израел и во Иран граѓаните слават, момент кој што можеби беше не планиран или незамислив. Може ли каква би била иднината моментално на Иран, кои би биле следни активности? Видете, во Иран постојат две вертикали на вистината, кои се една од друга спротивни, меѓутоа единствена држава кај што тие коегзистираат. Што значи тоа? Едната вистина е дека режимот, теократскиот режим, авторитарниот режим во Иран ги попречува граѓанските слободи, е репресивен режим и така натаму, и дека добар дел од населението се противи. Меѓутоа, втората вистина е дека тоа не значи дека овој народ кој се противи на исламскиот режим во Иран со расширени раце ја пречекува израелската и американската воена интервенција за пад на тој режим. И тоа е една тешка ситуација во која се наоѓа пресечниот ирански граѓанин, бидејќи од една страна не го сака режимот, сака слобода, од друга страна не би сакале тоа да иде преку Израел, бидејќи се свесни и самите дека таа воена интервенција носи само интерес, а не искрено ослободување на народот од тој режим. И овие две вистини ги живеат луѓето во Иран и сметам дека искрено моје мислење е дека не следи еден неубав период за Иран. Тој режим е структурално подкрепен, има стотина милиони, безмалку 100 милиони жители во Иран, каде што има 400.000 мули само, значи тој систем е вкоренет во секојдневието, тој исламски режим, и оно што е голема предност кај исламските режими генерално во светот и конкретно во Иран е тоа што за разлика од западната цивилизација, каде што западната цивилизација се повикува на рационално размислување, рационалистичка призма, исламските режими на животот гледаат поинаку. Што значи тоа? Они сметаат дека овој живот во кој ние живееме е всушност една транзиција, една валута за нов возвишен живот, што значи отсуство на смрт, на страф од смрт. И они гледаат како една транзиција животот кој го живееме, гледаат како транзиција. Затоа ајатолата не се криеше. Затоа што смета дека и со неговата смрт нели оди кон друга цел. Кај нас на западната мисла нема рацио во ова што го мисли исламскиот режим. Меѓутоа тоа го леснува функционирањето на исламскиот режим, меѓутоа затоа што се нема страф, односно се нема рационалност според западната мисла и призмата низ која ние размислуваме. И сметам дека токму таа идеја,
тој мотивацијски код го нарекуваат они е вроден во населението во Иран во овие 30-40 години колку што режимот трае. И затоа од тој аспект е многу тешко да го срушите. Убивањето на ајатолата, како што видовме и сами, не го сруши режимот, тој понатаму продолжува. Тој е влезен нормализиране во секојдневието на многу граѓани таму, да не забравиме повторно се работи за држава со 100 милиони жители, кои се еден од, ја би рекол, најпаметните народи на светот. Ипак Персија е многу значи, Персија е една цела планета, што вели еден автор, вика Персија и Иран не е држава на иранците, туку држава на сите нас. Така што погледнете диаспората на Иран на секаде во светот, то никаде во светот немате терористички напади предизвикани од човек иранец. Секаде во светот диаспората работи како доктор, инженери и така натаму, че необична земја е таа, необичен систем, без разлика на потешкотиите во кои живеат и проблемите со кои се носат, и затоа ова ќе оди тешко. Но и таа транзиција, и утре да заврши војнава, транзицијата кон било што, во случајот речеме кон некаква демократија, ќе оди тешко, бидејќи систематизацијата на исламскиот режим е и тоа како навлезена во порите на тоа општество. Уште едно прашање во однос на заземањето страни, бидејќи ја кажавме нашата позиција и на голем дел од нив, Турција е една од државите која што некако неутрално се постави во оваа ситуација. Зошто е тоа така? Турција се поставува неутрално, бидејќи Турција прво членка на НАТО, второ мора да одржи сериозно добри комуникации и со САД и со Русија. И она што сметам, најмногу не ја гледам кривицата во Турција во незината воздржаност, колку што ја гледам во воздржаноста на арапските земји, бидејќи по природа на нештата арапските земји се тие кои би требало да интервенираат во некаква помош на Иран, и покрај тоа што Иран како нација не се арапи. Сметам дека големите сили, како Кина и како Русија, не би требало да молчат во вакви моменти. И само би истакнал, не само за Кина и Русија, туку за било која една држава, кога заземате страна, што тоа значи? Дека ќе излезете на преси и ќе кажете ние сме за овие, ние сме за оние. Значи, доколку заземате страна, се вклучувате во тоа, дали преку логистика, дали преку финансии, дали преку воена опрема и војници на терен и така натаму. Меѓутоа, декларативни заложби и одбирање страни и по тастатура и по Facebook сметам дека е лицемерно, бидејќи во моментов генерално 99% од светот е против Иран. И тоа само по себе не е страшно, доколку е оправдано, односно доколку имате јасна цел зошто е тоа така. Меѓутоа замислете ги земјите од третиот свет, како гледаат на ова, на воена агресија од голема сила, на што ќе се случи со Иран, може утре истото ќе не се случи нас, или како што вели еден арапски аналитичар, ваквата пракса на воена агресија, што тоа кои се последиците? Значи утре ден, ако на Доланд Трамп не му се допадне било кој емир на овие арапски земји, може исто да го направи како со Мадуро во Венецуела или со ајатолата во Иран, и истава пракса само да ја продолжи доколку сега прецедент беше создаден кој што веќе го институционализиравме, го нормализиравме, односно го нормализираа. И затоа е опасно, бидејќи давате само мотив и понатаму и на други земји да го практикуваат исто. И не мислам дека е добар пример, не ова конкретно оваа воена агресија и ова, меѓутоа било која и човечка и нормално да се осуди. Дури и да сте на страната, дали на, ајде да кажеме на САД или на Иран, во секоја варијанта би требало да осудите, тоа е човечки. Доколку не го направите тоа, што ќе кажете за војната помеѓу Русија и Украина и за таа инвазија? Значи од една страна Русија ја нели осудуваме за војната агресија, од друга страна САД го поддржуваме кога истото го прави во Иран. Да, само ќе го прокоментираме и тоа како ќе се одрази на Русија и Украина, но кога веќе сме кај Америка, интересен е податокот дека 43% од американците не го одобруваат нападот врз Иран. Да, јас сум човек кој не се ослонува, не ги сакам многу анкетите, меѓутоа искрено се сумневам во тој процент, ја мислам дека многу полем процент не го оправдува ова, затоа што генерално американското општество било против војна, дури во војната во Виетнам. Добро, ние сме сведоци, извинете, и на поголем процент на недоверба или на неподдршка на американскиот претседател Доналд Трамп во само првата година од својот мандат. Токму така. И сметам дека овој пат, конкретно за оваа војна агресија, истите тие луѓе кои сметаат дека оваа војна не треба да се случи, една од причините е што сметаат дека американската дипломатија и политика е во некакво заложништво на Израел.
и сметаа дека нема директна потреба САД да го прави ова, кога има доволно проблеми во рамките, во границите на својата држава за сега да се меша, тоа е едното. Второто е самата кампања на господинот Трамп, беше Америка на прво место, повлекување од сите војни, спречување на војни, носење мир и така натаму, односно концентрација на американската политика на што се случува во самата Америка, да наеднаш од неговото доаѓање гледаме вакви интервенции во Иран, во Венецуела, се случаи некои војни и така натаму, Азербејџан со Арменија, Тајланд со Камбоџа и сето тоа, каде што се оно што го слушнавме во неговата мага визија, да кажеме, и реторика се испаја обратното. Луѓето на некој начин се чувствуваат изневерени покрај тоа што се против војната. За крај, како ова ќе влијае врз војната која што Русија започна во Украина? Оно што јас сметам дека е натацна во моментов со оваа војна интервенција е што сега е опредметена на агресијата на Путин врз Украина, односно вие му давате кредибилитет и легитимитет истовремено. Истото на што се повикуваше Путин, сега го прави Америка и веќе нема што да се правда Путин. А тоа е превентивна војна во Украина, односно превентивна како сека интервенција на САД во Иран. Така што сега има институционален одговор, има конвенционално алиби Путин со војната во Украина. И оно што сметам дека пасивноста на Путин, пасивноста на Русија, односно немешањето во војната во Иран, за истото ќе испорача фактура кон Трамп во однос на Украина. И сметам дека Украина треба да биде засегната со тоа што Путин не реагира во Иран, бидејќи ќе бара многу повеќе од тоа што досега барал Путин за некаков мировен договор во Украина. Од тука, паралелно на сето ова, и Европската Унија, бланко подршката кон САД за интервенцијата, за Путин па да не го добие ова на некакви си мировни преговори со Украина. Комплексна е работата, се створува еден политички Гордиев јазол, меѓутоа врз се, освен врз морал. Така, ви благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека изанализиравме во однос на позициите кои што ги зазедоа европските, американските страни за конфликтот или војната во Иран. Да се надеваме на побрз мир насекаде. Да. Сега ќе продолжиме со еден видео разговор, ќе се обидеме да го реализираме во живо. Доколку ја имаме Ангела Николовска, која што живее во Доха во Катар, и доколку Ангела, дали се слушаме, дали се гледаме на почеток? Да, во јавица, да, се слушаме, се гледам. Да, кажете ми, вие се наоѓате во Доха, каква е моменталната состојба таму? Синоќа, практично вие овие денови снимате и видеа кои што ги објавувате на друштвените мрежи со последни информации од Доха. Какви се последните информации, каква е состојбата сега таму? Денеска е мирно, имавме, ова беше прв ден да немаме напад наутро, односно да не се разбудиме од детонации. Имавме само еден напад околу 7 часот вечерта, 5-6 детонации, исто така пресретнати проектили кои што Министерството за одбрана ги совлада, и се надевам дека тоа е готово за денеска. Да, сведоци бевме и на голем број објавени видеа кои што се креирани со вештачка интелигенција. Како граѓаните да се справуваат и како да дојдат до веродостојни информации во овие моменти? Ние, мислам, јас лично конкретно гледам само оние објави кои што ги објавува медиум тука од Катар, ги пратам на Твитер, односно на X платформата Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи. Реално во Катар е забрането со закон да се шират лажни вести, така да тие медиуми кои што ги имаме, мислам дека се легитимни и известуваат онака како што е.
Да бидам искрена, Дали тука не сум видела се такви чувствувате видеа. вие безбедно, дали имате контакт со други државјани наши кои што се наоѓаат таму, особено поради тоа што се затворен е главниот аеродром и знаеме дека и наши државјани има таму кои што се заглавени. Тука ќе ја прочитам и последната информација која што пред малку пристигна од Министерството за надворешни работи, каде што информираат дека имајќи ја предвид актуелната безбедносна состојба, амбасадата на Македонија во Абу Даби во координација со локалните власти во Обединетите Арапски Емирати активно работи на финализирање на деталите околу организацијата на комерцијален лет за евакуација на македонски државјани. Се повикуваат граѓаните кои што нели се заинтересирани за евакуација, а се уште не се пријавиле, тоа да го сторат во најкраток можен рок во контакт со амбасадата во Абу Даби. Ќе ги прикажем и телефонските броеви на нашиот екран подоцна. Секако, прашањето од тука, дали имате контакт и знаете за лица кои што имаат помош или имаат потреба од евакуација? Само неколку луѓе тоа денеска ги дознав, кои што би сакале да се евакуираат. Поголемиот дел од нив не се дел од оние кои што живеат и работат во Доха по долг период. Туку се оние кои што се во транзит зоната или на брод кој што моментално е заглавен на пристаништето во Доха за време на крстарење. Инаку јас денеска попладнето разговарав со амбасадата наша, ми рекоа поради тоа што Доха, катарските власти не само што не препорачуваат, туку и инсистираат да сега за сега не се организира никаква евакуација, а најмалку преку Саудитска Арабија или Емирати, значи дека гарантираат дека состојбата тука е безбедна. И во моментов во македонската амбасада во Катар сега се пријавуваме само за евиденција, а не и за евакуација. За сега. Тоа не значи дека секој момент не може да се смени ситуацијата. Да, ви благодарам за овие споделени информации. Ви посакувам мирна ноќ и секако да се слушнеме повторно, но за многу подобри работи и чувајте се во идниот период.